Почитувани граѓани, почитувани медиуми, 30 јуни 2020 година, голем дел за правната држава и за жетта за правда на македонските граѓани. Денес влегува во сила тешко донесениот двотретински закон за јавното обвинителство, закон за кој што два еврокомесари и претходниот Хан и актуелниот Вархеј ни укажуваат дека е битен за нашата кандидатура во очите на Брисел, на Европската Унија. Некои земји членки многу експлицитно бараа овој закон да биде донесен, како што е Холандија и посебно холандскиот парламент. Закон што после година и пол тешки преговори во обид за политички консензус се донесе со двотретинско мнозинство, меѓутоа без учеството на опозицијската ДПМН. Зошто велам голем ден? Прво, затоа што случаите поврзани со прислушкуваните разговори што ги истражуваше, подигнуваше обвиненија и одеше пред судовите, поранешното специјално јавно обвинителство, заради овој закон нема да одат под килим. Туку ќе дојдат. Ве молам да завршам, па убави ви се театриве. Како што гледате, почитувани граѓани, имаме и упат во пресконференција, не баре ова дебата. Ова само покажува уште еднаш дека основната кауза на опозицијската ДПМН е да бега од правда. Второ, покрај тоа што случаите не одат под килим, овој закон овозможува јавните обвинители да не ги бираат политичките партии, туку самите обвинители. Овој театар очигледно покажува најпластично зошто упаѓате. Јас пред некој ден кажав дека опозицијата прави шум за да не ја слушнат граѓаните вистинската порака. Еве и на камера како се случува овој шум. Имало ли средба, вие сте министер за надворешни работи? Вие овде сте како новинар или во кое својство сте? Јас сум граѓанин, немам право да ме прашам. Вие немате појма дали има институции за таква работа. Се има институции за таква работа. Дали имаме новинарски прашања? Еве, јас се прашувам. Дали не ви е срам да дојдете овдека и да не поднесете барање до јавното обвинителство за истрага за 300.000 евра, за кој што е снимен бизнисменот? Ќе има правда покрај сите ваши театри и обиди, ќе има правда. Тогаш кога убедливо ќе бидете поразени и кога вашата агенда да немате одговорност, почесниот председател да ви бега од правесална пресуда, кандидати, ми треба посебен човек, ми треба посебен човек што ќе ми води евиденција против кого се води истрага, против кого има обвинение и против кого има правосилна пресуда. Зборот правда бара образ и ќе го добиете. Граѓаните ќе ја добијат правда. А на ова ниво нема да паѓам. Ви благодарам што се појавивте. Почитувани граѓани, еве го директно доказот. Ете го доказот. Договарале за 300.000 евра, кога ги земал 300.000 евра? Како не ви е срам да ги изговорите тие букви? Правда. Вас. Мене. Вие, како портпарол на Сдружение, молам, а за распаднатото... Кого споменувате? Со каква дрскост се обраќате? Со каква дрскост вие стоите пред јавното обвинителство и зборите за правда? 300.000, 6 милиони, 8 милиони, браќа на судики за процес, милиарди и милиарди.
Но Немојте. и тоа ќе ви го кажат и граѓаните за неколку Нешто ќе дена. ве прашам, дали се согласувате? Благодарам на дека вниманието, парите почитувани бирани медиуми. завршиле во еден Да, ТВ, може би имате каде што прашања? вашиот Имате ли прашања? каде што вашиот кум работи, дали тој земал пари можеби од црното куфе? Ќе има правда и денес е голем чекор како што покажува Многу голем оваа чекор, сериозна 300.000 узурпација евра. од еден од Ја гласноговорниците на девастирате Сдруженијето дипломатијата. на неказнивоста во нашата Преокупирани само со татковина. слободните афери во вашиот приватен живот. Леле, леле, Ја леле, девастиравте леле. македонската див. Не, леле. Какво односте? Да ви е Да да ви е на чест. Ова е Да ви е на чест. 300.000 евра. Да ви е на чест. И не барате, стоите овдека, зборите за Пријатно. право и правда во кампања.